Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Боаджиевски. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху го откажа планираното патување за САД да присуствува на нуклеарниот самит во Вашингтон следната недела. Председателот Барак Обама ја заврши кусата посета на Чешка, каде вчера го потпиша договорот за намалување на нуклеарното вооружување со рускиот колега Димитри Медведев. Ова се само дел од вестите за денешната емисија. Израелски представници соопштија дека Нетањаху ја откажал посетата на Вашингтон, бидејќи арапските земји, вклучувајќи ги Египет и Турција, планирале да го искористат самитот за критика на Израел заради нуклеарниот арсенал што се претпоставува дека го поседува. Израелските представници велат дека раководителот на Израелската агенција за атомска енергија, Ден Меридор, ќе присуствува на самитот наместо Нетањаху. Израел никогаш нема потврдено или порекнато дека поседува нуклеарно оружје. Пред заминувањето од Прага, Обама имаше и билатерална средба со неговиот чешки колега Вацлав Клаус. Американскиот сенат и рускиот парламент треба да го ратификуваат договорот пред да стапи на сила. Демократскиот лидер на мнозинството во сенатот, Хари Рид, рече дека пактот ќе мине, зашто нема потреба да игра политика со националната безбедност. Голферот број 1 во светот Тајгер Вудс имаше досега за него најдобар почеток на првиот голем голф турнир годинава, што се одржува во Агаста, Џорџија. Вудс се врати на професионалниот голф по 5-месечно отсуство поради секс скандалот. Сепак, прекинот се чини дека не влијаеше на неговиот настап. Вудс во моментов е само 2 удара после американецот Фред Капс. Како дел од подготовките за светското првенство во фудбал во Јужна Африка, неодамна е инаугуриран обновен фудбалски стадион во едно од најсиромашните населби на Јоханесбург. Објектот со 3000 седишта ќе биде место каде ќе се одржи алтернативно фудбалско првенство за млади од целиот свет, кои немале привилегии во животот. Ова е дел од програмата Фудбал за надеж, за која ќе ви кажеме повеќе во продолжение. Фудбалските представници и локални организатори лансираат првенство Фудбал за надеж во Александра, сиромашно градче каде насилство и криминал се редовна појава. Двонеделното првенство, што треба да се одржи кон крајот на годинешново светско првенство, ќе донесе повеќе од 200 млади луѓе од 40 држави. Фудбалското раководно тело, ФИФА, е спонзор на настанот. Федерико Ајдехи од ФИФА вели дека ова е начин нешто да се даде назад. Фудбалот има одговорност и оваа одговорност е поврзана со популарност. Поврзана е со фактот што генерира многу финансиски ресурси, а тоа значи дека одговорноста е на оние инволвирани во играта, а пред се на ФИФА. 8 момчиња и девојчиња на тимот Александра се млади локални лидери кои надминале многу лични предизвици. Фудбал за надеж функционира со 82 организации во 50 држави и го потребува фудбалот за промоција на свеста за ХИВ и СИДА, резолуција на конфликт, права на децата, антидискриминација и заштита на средината. 18-годишниот Село Махланго е локален доброволец кој живее со мајка му и тројца браќа во Александра. Во оваа заедница многу деца доаѓаат од сиромашни семејства. Некои од нив се под лошо влијание и се впуштаат во криминал. Мислам дека организацијата е тука да ги поведе на прав пат. 18-годишната Кетрин Скосена вели дека фудбалот ти дал можност да не биде на улица. За мене тоа беше како да сум била во темница и некој ме извлекол од таму. Многу сум среќна и возбудена во исто време. Денешната церемонија кулминира со меч меѓу тим Александра и поранешни јужноафрикански фудбалски звезди од соседството. ФИФА планира отворање на 20 вакви центри годинава, што ќе се темелат на добрата волја креирана од првото африканско светско првенство. Околу 1 час со автомобил од Вашингтон во сојузната држава Вирџинија се наоѓа американската база Квантико. Ова е единствено место во САД каде се обучуваат маринци за борба. Гласот на Америка беше таму и мина еден ден со нив следејќи ја буката на маринците, меѓу нив и една русинка. 26-годишната Лили Алексеј имигрирала во Соединетите Американски држави со родителите кога имала 13 години. Се населила во Калифорнија, во близина на воена база, каде имала можност да ги гледа војниците како вежбаат. Си ветила дека ќе се приклучи на маринци кога ќе биде доволно стара.
Родителите не биле одушевени, но попуштиле кога им рекла дека другата алтернатива е да биде полицајка во опасни населби. До денес не жали за изборот. Ја очень рада што ја выбрал професија. Од секогаш ова го сакав. Мило ми е што ја одбрав оваа професија. Мислам дека ќе биде моја кариера, најмалку 20 години. Ме прави среќна. Алексеј е една од неколкуте илјади поручници од разни краеви и националности кои се обучуваат во Квантико. Ова е единственото место во Соединетите Американски држави каде офицери на маринците се обучуваат за војна. Се разбира, ова не е вистинска војна. Маринците пукаат со ќорци. Нивните пушки се опремени со специјална направа што емитува лазерски зраци кога маринецот го повлекува орозот. Елиците и шлемовите имаат специјални сензори што покажуваат дека се наводно погодени. Кога маринецот е погоден со лазерски зрак, неговото оружје се деактивира. Тој се смета за мртов. It angers me more than anything. We're not able to really participate. We're not able to do anything. Но во војната во Афганистан, американските војници не војуваат само против бунтовниците. Од нив се очекува да ја освојат довербата на локалното население. Маринецот Боби Букер вели дека е многу важно да се има чувство за културните разлики и да се покаже почит кон локалните обичаи и традиции. Мисијата ја постигнала целта кога сите бунтовници се фатени или убиени. На крајот од операцијата, офицерите кои командувале прават рекапитулација, ја анализираат стратегијата и тактиките, зборуваат за грешките. Во понеделник во Newsflash, човечкиот век скусен заради болести што може да се спречат. Ова беше се за денеска, го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете ја нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.